Над 100 сообраќајни несреќи се регистрирани во периодот од ноември минатата година до ноември годинава само во источниот дел од државата. Статистиката покажува дека најголем дел од сообраќајните несреќи завршиле со лесни повреди кај учесниците во сообраќајот, но во овој временски период регистрирани се и 3 сообраќајни несреќи со 4 жртви. Роберт Рогожаров вели дека бројката на сообраќајки со жртви е намалена, бидејќи во 2023 имало 7 несреќи и 9 жртви. Секоја трета недела во месец ноември, ден недела е прогласен за ден на жртвите во сообраќајот. Од тие причини, една мала анализа на тоа што се случува кај нас, така да во овој период од ноември минатата година до ноември оваа година имаме 3 сообраќајни незгоди со 4 жртви, со тешки телесни повреди имаме 38 сообраќајни незгоди со 42 повредени со тешки телесни повреди и има 68 сообраќајни незгоди со 129 полесни повреди. Проблемот за сообраќајните несреќи според Рогожаров треба да се решава преку едукации, пред сека и помладите, а сообраќајните правила и прописи да важат за сите подеднакво. Само на таков начин може да се намали бројот на жртви кои го оставаат својот живот по патиштата. Проблемот се наоѓа во субјективниот фактор, најчесто се луѓето. Знаете дека и овие жртви кои се направени се претежно млади лица кои веројатно адреналинот им е обсесија. Сметам дека тие едукации би требало да бидат малку почести, да може да им се и најчесто извршителите на овие мерки некако помалку да бидат, како да ви кажам, малку да има помалку толеранција во однос на класите, на луѓето. Толеранцијата е мощна, важна работа, затоа што ако вие го толерирате едниот, другиот гледа па се труди да го копира, така што мислам дека тука најголем проблем имаме во тој дел. Според Рогожаров недостасуваат и повеќе стручни лица за организирање на сообраќајот и вели потребно да се работи на ова поле со цел да има помалку сообраќајни несреќи.